Почитуван градоначалник на општина Струмица, Костадин Костадинов, почитуван председател на Советот на општина Струмица, Маријан Даскаловски, почитувани екселенции, гости на манифестацијата, почитувани медиуми, почитувани мои сограѓани, мои драги струмичани. Дозволете ми на самиот почеток, од името на сите добитници, да упатам голема благодарност до општина Струмица, како и до градоначалникот Костадин Костадинов и до сите наши сограѓани за оваа огромна чест која што ни ја окажавте со ова големо признание, кое што го добивме денес за нашиот придонес во развојот на градот со нашите достигнувања во областите во кои што делуваме. Да се биде со вас и да се зборува пред вас моите сограѓани, моите роднини, школски другари, комшии, соиграчи, моите драги струмичани, за мене представува голема радост и можеби едно од најголемите мои животни достигнувања. Неизбежни се емоциите и спомените за едни убави времиња, за мојот роден град, за моите драги луѓе, кои се денес овде со мене, за мојот живот кој почнува од градот по царевите кули, нашата убава Струмица. Струмица е мојот роден град, мојот дом, моето семејство. Се започна од овде, поточно од улица Дрварска, со моите први шутеви на дрвениот рачно изработен кош од татко ми Илија и чичко ми Здравко. Со брат ми Димче токму од овде започнав да ја учам кошарката. И така кошарката стана моја обсесија, мојата инспирација, во буквална смисла мојот живот. Почнав да го живеам мојот сон, таа кошаркарска магија, која ми ги донесе неверојатни успеси и моменти на среќа и радост. Моите почетоци во неметали огражден се основата на се што понатаму успеав да постигнам. Сакам да упатам огромна благодарност на моите струмички тренери, Павле Узунов, Петар Настев, Драган Јанков и Гоце Николов, кои се денеска овде со нас, за се што ме научија и за вербата која имаа во мене. Од овде мојот кошаркарски пат продолжува во целиот свет. Многу години живеев, играв и тренирав во многу различни земји, ги учев нивните култури, запознавав многу различни луѓе. Но силата секогаш ја црпев од мојата Струмица. Вашата подршка и љубовта што ми ја пружавте на тој пат беа мојот ветер и грб во грб за да продолжам напред, да се борам понатаму, да ги освојувам кошаркарските врвови. Се сеќавате на тројката против Литванија, одлучувачка за репрезентативниот тим да донесе победа, а со тоа и неизмерна радост и национална гордост за сите наши граѓани во таа 2011. Кога успеевме да се пласираме на високото 4-то место во Европа. И во моментот кога дадов тројката, и денеска кога зборувам пред вас, целиот мој постигнат спортски успех му го посветувам на мојот покоен татко Илија. Неговата безрезервна поддршка, неговата љубов и чувството на одговорност и дисциплина се вградени во мене. Во мојата кошарка, во се што работа ми правам во мојот живот. Би ја спомнали мојата добра и скромна мајка Стојка, која е тука. Таа се уште е мојот и нашиот семеен бедем, моето засолниште, извор на неизмерна љубов, заштита и поддршка. Леле луѓе, што направивме? Ова моја реченица остана траен белег на тоа време.
Моја искрена желба е да продолжи да биде белег на многу други нови спортски успеси на генерациите што доаѓаат. Во овие мои спонтано кажани зборови се кријат вербата, борбата и дисциплината, сите три состојки за успех. Нека ова биде мотивација за младите кошаркари. Јас верувам дека секој успех се достигнува со напорна работа. Од нив очекувам уште поголеми резултати, да се радуваме на злато на европски и светски првенства. Кошарката беше моја прва љубов, а мојата последна вистинска единствена љубов, мојата Ања, на која е да олжам сета благодарност на овој свет за посветеноста, љубовта и поддршката која што ми ја пружа сите овие години од нашиот заеднички живот, за нашите два прекрасни сина, Лука и Јаков, кои се смислата на нашето постојање. За крај, дозволете ми уште еднаш да ви се заблагодарам на оваа значајна награда. Струмица за секојаш ќе биде во моето срце. За многу години нека ни е празникот. Ви благодарам на вниманието. И се извинувам на емоциите. Ама кога сум во Струмица секојаш е така. Посебно на овој денешен ден.